Барањето од владата и бизнисот кошничката да ја пресметува посебно тело, а не само синдикатот, е уште еден обид да не пораснат платите, смета аналитичарот Бранимир Јовановиќ. Вели дека не е лоша идејата да има некоја државна агенција која би ги правила пресметките, но во тоа тело да не бидат министерствата, кои ќе кажуваат што треба да влезе во кошничката, а што не. Ако се прави некој такво тело, тоа треба да биде синдикатот и Завод за статистика, тие две се доволни, нема потреба да се вклучуваат дополнителни организации, со тоа што пак мора тие две да прифатат тоа да го прават. Значи, ако веќе се направи таква официјална државна минимална кошничка, како и да се нарече, минималната плата мора да биде поставена, например, да биде 50% таа кошничка. Без тоа нема поента да се пресметува некоја минимална кошничка. Премиерот Мицковски пак останува на ставот дека во пресметката треба да има измени. Тој лично во јануари не јадел сезонско овоше, а не знае ниту зошто во синдикалната кошница се ставени и цигарите. Јас во месец јануари, простете, цигари не пушам, не испив лименка кафе, Нескафе од 250 грама, не изедов ниту една цреша, не знам како изгледаат праски и кајси, ниту пак диња и лубеница, ниту пак гројза. Така што ценам дека тука треба да има интервенции, треба да има нешто пообјективно за да можеме врз основа на тие објективни параметри да водиме политика. Вака сега не можеме. И од ССМ вчера посочија дека со промената на пресметката за кошничката се прави обид да бидат замолчени и да не се зголемат платите. Мицковски каже и дека за него е неприфатливо од повеќе причини минималецот да се зголеми на 31.500 денари, а придонесите да останат како и до сега. Предлогот го дадоа од Комората на Северозападна Македонија, а за ССМ беше прифатлив. Јовановиќ потврди дека минималецот мора да порасне затоа што има многу бројки кои покажуваат дека трошоците одат постојано нагоре. ССМ бара минималната плата да се зголеми на 450 евра уште пред изборите лани. Оваа сума со законското зголемување во март нема да се постигне. Според последните пресметки, трошоците во месецот на едно 4-члено семејство надминуваат 1000 евра. Најголем дел од парите одат за храна и пијалаци.